Масовни штрајкови и протести најавува Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, ако итно не заседава економско-социјалниот совет и владата не најде решение за сиромаштијата во која работникот живее, додека како што велат, истовремено непродуктивно троши. Крајно алармантно, она што ни го јавуваат работниците веќе не можат да преживеат. И поради тоа бараме, јавно кажуваме, бараме потхитно да се одржи социјално-економски совет. Буквално не можеме да влеземе веќе во продавница. Е неиздржливо. Сметаат дека власта ги изиграла и продолжува да ги манипулира работниците, како и дека државата сама не си ги почитува законите, а очекува другите да го прават тоа. Не дадоа ни 2800, викаа дека ќе ја усогласат платата со минималната плата кога беше, да имало време 6 месеци. Веќе во септември поминуваат и тие 6 месеци. Владата прави па некои безврска трошкови, непродуктивни, значи пари има во државата. Бараме средба доколку не ќе следат масовни протести и демонстрации. Револтот на работниците е широко распространет низ институциите. Како медицински и образовни кадри, така и полициски структури се наоѓаат во очајна и безизлезна состојба, па спасот го бараат надвор од државата. Огромен е бројот на полициски службеници на кои им е одавна пукнат филмот. Само последниот месец и од мај, ако ги земеме процентуално бројките, негде околу 300 полициски службеници се со активно барање, односно со заминување од државата. Ова изгледа како што е тргнато, црно ни се пишува. И во безбедносниот сектор на државата, меѓутоа и во останатите сфери, и во останатите сектори во Македонија. Медицинскиот персонал ни се оцелува во Германија. Здравството ни е пред колапс затоа што работниците не се воопшто ценети, сметаат од здравствениот синдикат. Најава од медицинскиот персонал, зборам за медицински сестри, кои што имаат најавено веќе дека ќе заминат за Германија. Тоа е незадоволството од платата, односот на работодавец или раководител према вработените, начинот на кој што се работи во здравството исто не е во ред. А се оцелуваат и просветните работници. Таа бројка се движи околу 5% согласно нашата евиденција која што имаме како независен синдикат. Од околу 30.000 вработени во секторот образование, 5% е навистина висока бројка. Во периодот што следи, синдикалците ќе донесат одлука за следните чекори, а ги повикаа сите останати синдикати да се обединат во борбата.